Почитувано председателе, почитувани колеги советници, почитувана јавност. Ми представува особена чест и задоволство што имам можност прв пат да се обратам од оваа говорница и навистина сум горд затоа што не сум горд затоа што морам да зборам во една негативна конотација по нешто што е моја пасија, тоа се животните. Мојата тема и моето излагање денеска ќе биде во неколку реченици за зоолошката градина. Почитувани советници, многу работи се кажани од оваа говорница. Зоолошката градина за 2 години ќе прави 100 години постоење и е најстара зоолошка градина можеби во Европа. Во моментов, во последниве 2 години, се сменија неколку директори под раководство на оваа градоначалничка и зоолошката градина од најпосетувана установа стана една хорор приказна. Таму има повеќе од 40 екзотични животни кои погинаа под нерашистени и сомнителни околности. Па од тука, како нов член на Советот, добро е што и директорот е присутен овде и би сакал да добијам информација од него, наместо да бара дополнителни вработувања во зоолошката градина, се испостави дека тие вработени кои се директно надлежни под него, он е надлежен на нив, се извинувам, не може да ги менаџира. Па од тука го загубивме статусот на членка од ЕАЗа, Европската асоциација за зоолошки аквариуми, затоа што не постапувавме под нивните директиви. Станавме зоолошка во која место да има иновации, имаме помор и смртност на животни и затоа сметам како човек, како љубител на животни, како дете кој е пораснато во зоолошката градина, дека под ова раководство на зоолошка градина не треба во овој мандат под овој менеджмент на зоолошката градина да има дополнителни вработувања, затоа што се испостави дека не умеат да ги менеджираат постојните вработувања, а камоли новите. Наместо да побараат вработувања, мислам дека време е да си дадат отказ. Ви благодарам. Благодарам, господине Кирков. Дали уште некој бара збор?